Турче. Навика. Турче. Навика ти фали, бе. Може да почнеме? Почнете ли, кажете кога ќе бидете готови. Ајде, па покажам. Вие готова? Може. Најпрво да се заблагодарам за покривањето на денешната пресконференција, која што ја одржувам како раководител на главниот штаб за управување со кризи, како што веќе знае целата јавност. Од страна на владата е прогласена кризна состојба на територијата на целата држава поради пожарите кои што летово во поголем обем ја зафатија државата на повеќе локации. Таа кризна состојба во неколку наврати од страна на владата е реобновена, така што моментално имаме прогласена кризна состојба која што ни дава легитимитет како главен штаб секаде онаму каде што постои пожар, вклучително и на депониите, да преземаме дополнителни мерки кои што се надвор од оние редовни мерки кои што ги преземат самите локални или централни институции. Токму од тие причини веќе неколку дена како главен штаб сме присутни во депонијата Дрисла, каде што настана тежок пожар пред неколку дена. За жал чадењето можеме да го забележиме зад мене е активно и денес, иако морам да кажам од оно што можев да го видам таму на лице место, денес чадењето е значително намалено. Дел од депонијата, поточно од делот каде што се одвива чадењето, е делумно затрупан, се работи засилено со голем број на механизација, на целосно затрупување, но просторот е тесен и не дозволува движење на поголем број на машини, поради што моментално се пробиват два нови патишта, кои што треба да овозможат приот на повеќе машини, кои што ќе бидат донесени во текот на утрешниот ден. Утре ќе бидеме засилени и со машини на Бехтел и Енка, со големи мокни машини. Денес и Гранит како општествено одговорна компанија помага со нивни машини. Имаме машини кои што се на самата депонија Дрисла, но и неколку други машини од други компании кои што сега на прва не би можел да ги кажам. Самата површина на депонијата Дрисла е околу 85 хектари. Заграден е само овој дел кај влезот. Затоа кога вие имате перцепција дека таа е оградена и обезбедена, таа перцепција е погрешна, бидејќи оградата е само овде зад мене. Останатиот дел, како што се оние ридишта таму, каде што може да се види чата, се апсолутно необезбедени. Има повеќе камери, но се сомневам дека сите тие се функционални, особено оние на задниот дел од депонијата. Од тие причини можам да кажам дека депонијата Дрисла е лесно достапна за злонамерници кои што би сакале да подметнат или да го продолжат веќе постоечкиот пожар. Во текот на вчерашниот ден действувавме со механизација, некаде околу 18 часот имав информација дека чадењето е драстично намалено. Значи цело време зборувам за чадење, а не за горење. Едноставно горење, односно видлив оган, нема. Или можеби ќе се појави на моменти на некое место во трајање од неколку секунди, истиот ќе исчезне. Се работи само за чад, се разбира непријатна чад, која што сигурно во себе содржи токсини, но чад која што излегува од внатрешноста од депонијата како последица на силните хемиски и биолошки процеси кои што се одвиват во делот на депонијата, каде што се слева и седокот од депонијата. Активно горење на самата депонија нема. Од она што можев денес да го дознаам, имало уште најмалку 3 обиди за палење на самата депонија. За среќа биле брзо изгаснати, но најверојатно овде некој успеал да предизвика пожар. И она што можам да го кажам како моја лична перцепција, дека вчера околу 21 часот овој чад силно се зголемил и најверојатно имало засилено горење. Од тие причини денес побарав како раководител на главниот штаб припадници на полицијата, на криминалистичката полиција да влезат во депонијата и да поразговарат со вработените и да дојдат до релевантни информации околу можни причинители на пожарот на депонијата Дрисла. Припадниците на криминалистичката полиција моментално се внатре во депонијата, значи не зборуваме за некој конкретно осомничен, туку едноставно ќе позборуваат со повеќето вработени да видиме дали постои можност некој од внатре да учествува во подметнувањето на пожарот или можеби некој од надвор доаѓа во самата депонија, како што реков, преку овие ридишта било кој физички малку поспремен може да дојде со канта бензин или доволно шише бензин, затоа што се работи за запаливи гасови да го подметне пожарот. Исто така, во околината на депонијата ќе има засилено полициско присуство, ќе има повеќе патроли наоколу и ќе употребиме други методи за наблюдување на самата депонија, за откривање на евентуални подпалувачи, бидејќи малку е необјаснимо како откако ќе го
драстично намалиме огнот, чадењето повторно само од себе толку многу да се зголеми. Значи, како што реков, продолжува затрупувањето на депонијата. Ние сме оптимисти дека до вечер делот кој што гори ќе биде целосно затрупан, но бидејќи, како што кажав, нема добри пристапни патишта, доколку не успееме тоа да го направиме во текот на денешниот ден, утре во тоа ќе ни помогне механизација од Бехтел и Енка. Доколку имате други прашања, повелете. Дали може да констатираме дека и овој пожар е ист како оној во Кочани, дека институционално е затаен? Дали ќе одговара некој зашто не е оградено? Мислам дека јас не сум вистинската адреса за ова прашање, јас сум раководител на главниот штаб. Моја задача е да ги гасам пожарите. Се разбира како поранешен припадник на МВР, доколку се сомневам во нешто, за тоа да ги известам оние кои што се надлежни. Јас тоа го направив, пријави во МВР. МВР постапуваат по мојата пријава, ќе се распрашат, ќе си ги покренат нивните полициски методи, а вашето прашање е сосем легитимно. Како граѓанин можам да кажам, како граѓанин, дека депонијата ни приближно не е менаџирана во делот на складирањето на отпад, онака како што треба. Особено загрижувачки изгледа делот каде што се слева изцедокот, кој што според кажување на вработените е длабок околу 1,5 метар, значи имаме заезерување, вака слободно да кажам, на површина колку едно фудбалско игралиште, колку тревникот, во кој што имаме 1,5 метри вода, се разбира дека таа вода некаде тоне. И верувам дека ги загадува околните води, токму затоа по локалните избори, вчера зборував на оваа тема, владата во соработка со градоначалникот на град Скопје, со градоначалниците на општините, конкретно овде Кисела вода, но и Вардариште, Гази Баба, ќе се започне еден процес на сериозно решавање на овој горлив проблем кој што го загрозува здравјето на граѓаните. Ние сме максимално отворени, од рано наутро во онаа Вибер група со медиумите споделуваме